Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во новата сезона на емисијата Под лупа. Ќе започнам со една дама. Добар ден и посакувам на госпоѓа Калина Сотировска-Ивановска, доктор по психолошки науки. И воедно и декан на факултетот кој што од пред една година се отвори во Гостивар Визион за општествени науки. Да. Добре дојдовте во Лупа за прв пат. Ви благодарам на поканата. Овде секогаш во ова студио ми е доживување, задоволство. Велат ако започнеш со женско, значи ќе ти биде берикет на годината и сигурна сум дека ќе биде таква. Имам разговор и чести задоволство со една позитивна личност и ќе имам успешна сезона според тоа. Госпоѓа Ивановска, на самиот почеток, еве веќе сме на крајот на септември, но септември е месец на почетоци. Месец кога започнува учебната година, месец кога многу првачиња за прв пат стапнуваат во училиштата и седнуваат во училишните клупи. Заедно со нив доживувањето го имаат и нивните родители. За прв пат средношколците стапнуваат во средните училишта. Значи, месец специфичен по многу нешта. Реков месец на почетоци, но тоа носи и со себе своји ситуации кои што за некого се можеби лесно прифатливи, за некого потешко. Како да се снајдеме во овој месец кој што е на одминување, но кој што ни донесе многу новини? Така е, секој почеток е тежок, така е познатата максима и тоа не е случајно, туку тоа си го носи самото бреме што го носи почетокот. Сите работи во животот стануваат навика, но најважно е да се почне успешно и добро и секако треба релаксирано и да се прифати она што го носи новото доживување. Например, како што спомнавте, првачињата прв пат се одвојуваат од својот дом и 5 часа се, да речеме, одделени од домот. Средношколците стапуваат во едно на повисоко ниво, каде што различна е програмата, професорите се различни и од нив се очекуваат поголеми одговорности, знаења. Исто така ги заборавивме тука и студентите, мора да ги напоменеме, има едно одвојување, посебно каде што се одат во друг град, не се одвојуваат прв пат од својот дом, да речеме, тука се соочуваат освен тие и родителите. Значи родителите стапуваат во едни нови проблеми, нови ситуации кои што тие треба да им помогнат, да го олеснат целото начин на привикнување на она што следува понатака. Сето тоа треба да се прави малку сталожено, да не биде тоа како стрес, да се прифати дека тоа е нешто страшно и дека се очекуваат лоши, тешки времења, дека ќе дојде нешто неочекувано, тоа секако ќе дојдат неочекувани работи, но тоа сето треба да се прифати како предизвика, не како проблем на се што ќе се најде. Значи, она што е најважно треба да се прифати сето тоа релаксирано, со една позитивен став, со знаење предходно, да се ухода самиот родител пред се, значи во каква средина го пушта своето дете, во која средина треба да се навикне, да го подготви уште од самиот старт од дома, значи уште од предходно, да се зборува во позитивна смисла како за училиштето, така и за наставниците и за професорите со кои се соочува, без разлика на што ќе се најде понатака, но она што треба да се нагласи дека од нив најмногу зависи и како децата ќе прифатат понатака во самиот нов амбиент, како ќе се воспостават односите со децата, затоа што сепак тоа е стресна ситуација. Замислете во било која некоја нова и самите ние веќе како возрастни луѓе кога ќе се најдеме во нова ситуација, сето тоа ни изгледа малку и страшно и неочекувано и подложни сме на различни замислувања и размислувања од наша страна што не очекува, што ќе биде. И затоа е поддршката од родителите пред се најважна и позитивниот став кон сите работи што се случуваат. Так. Секогаш постои оној страф од непознато и тоа не е ништо ниту чудно, ниту неприродно. Покрај тоа што треба да се подготват децата, учениците, еве рековме и студентите, тие можеби малку подоцна од октомври почнуваат, но сепак тој период на адаптација секако е и во септември и во претходните месеци кога се подготвуваат на факултет.
тука мислам дека голема улога треба да одиграат и самите наставници, наставниот кадар, а и стручниот кадар како што се психолози и педагози. Вие сте психолог по вокација, затоа токму еве со овој разговор во оваа емисија под лупа ќе одиме. Како еве еден стручен совет, како овој кадар би требало да помогне за да се релаксира, да се опуштат учениците, а и родителите, бидејќи некои родители навистина тоа така болно го прифаќаат, да. Така е, стручниот кадар секако треба да постои во секое училиште или во секоја било која установа и би требало да го сочинуваат пред се психолог и педагог. Нивните совети и нивната функција во секоја институција е добродојдена буквално за сите. Значи, од децата кои што влегуваат таму до родителите и наставниците, секако директорот и сите други помошен персонал што се наоѓа таму. Потребно е до максимум да се искористуваат нивните услуги. Тие се секаде стручни лица, на сите позиции се добро поставени, добро образовани, да речем, како кадар, психолози и педагози, и нивната функција треба до максимум да се искористи. Кај нас тоа не е баш така, бидејќи се повеќе ние ги сметаме како административен кадар. Во самите школи, например, да речеме, се повеќе се смета како административен кадар и помалку се користат нивните услуги. Но треба да се знае дека тие се стручни лица кои што секогаш и во било кое време може да помогнат за било која работа што се соочува. Без разлика тоа дали е тешкотија некоја во учењето, читањето, страв преброден, тежина за да се оди на училиште или да се прифати некој наставник, да се прифати од околината околу себе, да се воспостават добри односи со понатака со сите соученици кои што се. Значи, за сите тие работи без разлика не мора да значи дека е некој страшен проблем треба да има. Кај нас исто психологот и педагогот се сметаат како за лоши, така постои една предрасуда како за лоши. Знаете зошто? Затоа што можеби многу пати кога нешто ќе се направеше во делението, што се коси со оние некои норми на добро воспитание и однесување, одма ќе ни рече ќе ве однесеме кај психологот или кај педагогот, па кај децата се создава една таква верзија кон овој кадар. Така е, затоа, но тоа не треба да е така, баш напротив. Значи не треба одењето во ќош да се и карањето и да речеме и ќотекот и сите тие работи што се казните, да се смета одењето на психолог или педагог да се смета за казна. Баш напротив, треба што повеќе да се интензивираат таквите односи, да се користат до максимум нивните услуги. Пак ќе напоменам, во нашиот град се доста обучени психолозите и педагозите кои што работат на своите работни места и моја препорака е родителите, наставниците и децата сами да ги искористат до максимум нивните услуги и функции. Сега, мислам дека, ако не е така, исправете ме, подготовката е добро да се направи многу порано од оној момент кога што е самиот почеток. Така. Може би е добро да се воведат вакви служби, стручни, педагог и психолог, уште во оние рана возраст на децата, значи во предучилишна возраст, еве да речеме во градинките, кои што ќе ги подготвуваат дечињата за на училиште, а потоа рековме со секој нареден стадиум подготовката продолжува понатаму. Така е, но за жал во нашите институции, во градинките пред се, не постои кадар. Не ми е познато мене дека постои кадар од овој тип, значи психолог посебно во нашите градинки, а многу е потребно. Значи, профил, личност со таков профил е неопходен во градинките. Барем еден да ги покрива сите, и тоа е малку, затоа што треба да се диагностицираат, да се диференцираат децата уште од најрана возраст, како што знаеме, исто најпознато правило е дека детето е татко на човекот. Па она што се формира до 5-та година е многу важно за она како понатаму детето ќе се развива како човек, во каква личност ќе се претвори и зошто да не се превенира доколку постои некој проблем или доколку и да не постои, да се развива во една позитивна насока за да биде утре социјално корисен таа личност што сега се формира како дете. Да не се пропушти така глатко да помине без некоја сугестија што може да се изврши. Значи,
неопходна е работата со деца уште од најрана возраст и затоа е неопходна потребата од ваков кадар во градинките. Сега, целиот наставен кадар, за да добие такво звање, треба да ги положи испитите психологија и педагогија, но не секој е добар психолог и педагог. Точно. Како што и не секој е многу солиден наставник. А многу важна компонента е, рековме, затоа што наставниците се тие кои што треба да се ги разоткријат своите ученици каков капацитет кријат во себе и тој да го истакнат. Така. Некој дете може би е посрамежливо, па се плаши да се истакне, некој напротив може би е погласно, па сака да дојде до израз. И како може тука да се врши некаква евиденција за каков ни е наставниот кадар? И какви квалитети има од психолошки и педагошки аспект? Така е, се очекува од наставниците, значи да бидат психолошко-педагошко подготвени и веќе со своето искуство да имаат добар однос кон учениците, но постојат голем број ученици, значи во едно оделение голема е преоптовареноста со учениците и е потребно и се очекува од наставникот да воспостави еден индивидуален однос со секој од учениците. Значи, како што рековте, некои се посрамежливи, од некој треба да се извлече во друг аспект да оди на некој насилството, затоа што имаме доста агресивни деца кои што од една страна предизвикуваат агресивност и насилство врз другите сите деца, па вознемируваат работата и понатаму целокупното оделение и начинот на работа во оделението е веќе така намалена, нарушена и сето тоа зависи сепак од наставникот. Наставникот доколку не се осеќа способен или доколку веќе, затоа што сите сме луѓе и не можеме се да правиме и да не бива да речем за се, добро е да се контактира освен со родителите, да биде во постојан контакт, значи да не се сведе само на оние класични родителски средби, каде што имаме тука за екскурзија, за пари, за некои такви, да речам, за нас од наше значење субопарни работи. Значи, секој родител има потреба дека си има свое дете и дека секој се е посебна личност и посебна индивидуа. И секој очекува дека наставникот треба малку да воспостави внимание од тој аспект. И треба да ги користи исто така и тој услугите од психолошко-педагошката служба, да ги насочи родителите, да побараат помош и од таму. Не е тоа помош, туку да кажеме совет. Да. За било што со педагошко-психолошката служба, значи тој однос, таа циркулација родител, наставник и психолошко-педагошка служба, значи се да биде во корист на добробит за детето, но добробит и за самото семејство, а со тоа и за целото општество. Колку сето тоа се користи? Значи, колку и родителите и наставниците, и сите оние, па дури децата, сите оние кои што имаат потреба од тоа, ги користат овие стручни служби, педагогот, психологот, за да се обратат кога имаат некаков проблем или кога насетуваат дека може да дојде до некоја ситуација која што ќе доведе до проблем. Дали личен или пак и некој од неговите другарчиња. Така е, но мислам дека е мал е бројот на родители, на деца и наставници кои што ги користат психолошко-педагошката служба како за услуги вакви што се за совети, треба да се искористи тоа многу повеќе, но постојат психолози, педагози кои што работат и надвор од самото училиште, доколку не се најдена добра соработка со училишните психолози, педагози, не е проблем и никакво не е страшно да се оди да се побара помош било каде. Значи тоа што денес живееме во едно тешко време, соочени сме со многу проблеми од сите страни, трката за пари, родителите се во постојана трка за пари, времето што се користи дома е многу слабо и не е квалитетно посветено на своето семејство и на своето дете и дома со различни нервози, фрустрации кои што ни се случуваат. Самата општествена ситуација ни налага такви работи, новите трендови во технологијата и сите работи, сето тоа има едно бреме што ни налага, што ни прави еден облак над нас.
и нормално е човекот да има едни проблеми, да се соочува со различни ситуации непредвидливи, што понатака да не остане во тишина. Значи, доколку ги затвориме во себе и не ги кажеме, тоа длабоко потпира уште нови работи, значи тоа е еден магичен затворен круг, каде што после самото тоа се рефлектира и врз детето дома, врз работата што ја имаме и понатака кога ќе помине одредено време ќе ни биде жал за тоа што поминал. Значи не треба да се остава само на себе, туку потребно е, не е срамота во еден момент, не е срамота да се побара стручна помош, да тоа се уште кај нас во нашата средина е останато како табу тема. Одењето на психолог или на психијатар да остане како табу тема. Сегде во светот тоа е нешто многу нормално и веќе кај нас веќе полека и полека почнува тој тренд. Но ќе треба време. Време треба се уште, посебно во вака малку помали средини каде што сите меѓу себе се знаеме, но што е подобро да живееме за другите или да живееме само за нас. Треба да бидеме во добра функција за општеството, а тоа ќе биде ако ние сме задоволни самите со себе. Ако ние сме задоволни, нашите деца ќе бидат задоволни од нас како работник на работа и значи почнува и завршува со самиот себе, секој човек. Значи поддршката што ќе се добие, психолошката помош што ќе се добие, прифатеноста што ќе се добие од еден психолог или од еден психијатар е од особено значење, посебно во денешно време. Така. Проблемите да се решаваат на време, за да не се наталажуваат и да имаат поголеми некои реперкусии. Сега добивам впечаток дека психолошката, педагошката служба и другите служби во училиштата се некако во позадина, делуваат од сенка. Ако не дојде наставникот да каже за некој проблем, или ученикот, или родителот, на кој начин може психологот да дознае дека има некаков проблем во некој оделение или кај некој ученик или во самото училиште? Значи има ли некаков механизам? Дали има средби редовни помеѓу психолозите и учениците? Како што, не знам, ете еден како класен час, наместо да е класен час, да биде час со психолог или педагог. Дали тоа се спроведува во нашите училишта или се уште не? Да, има такви активности, спроведуваат и трибини, самите психолози организираат некои трибини и различни други активности каде што се директно психологот и учениците. Исто така психолозите и педагозите добро да посетуваат на час ненајавено, да бидат присутни на часовите кај различни наставници, за да ги видат тие работи. Исто така добро е да се направи и како тестирање, еден вид на триажно тестирање на самите ученици. Значи тоа не се прави од денес за утре, или кампањски, туку во текот на целата година, па се следат различни активности, кое дете докаде е со својата, да речеме, со својот напредок, докаде со својот развој и тука ќе дадат насоки, психологот и педагогот ќе дадат понатаму насоки на самиот наставник или на родителите, каде треба да се превземат активности, каде треба да се вклучат во слободни активности, дали да се ангажираат во спортски активности, да се поттикнат способностите кои што ги имаат или кои ги немаат. Така. Ке зборуваме за уште две стручни служби кои што се многу важни, но малку ги имаме во нашите институции, тоа се дефектолозите и логопедите, но малку ќе ве одморам. Брзо помина првиот дел. Да. Време е за нови нешта во Охрид. Нова, поинаква, англиска приказна. Сакате најмладите умови да ја развиваат моториката и да го абсорбираат англискиот јазик преку игра и забава? Училиштето за англиски јазик ИЕС ви носи нова приказна во градот. За прв пат во Охрид, јуниор курсеви за деца од 3 до 5 години, како и добро познатите курсеви за ученици, средношколци и возрастни поддржани од најновиот софтвер на Whitebox интерактивната табла. Ние сме во населба Христо Узунов, улица Даме Груев, број 207 В. 078 307 249.
Време е за нови нешта во Охрид. Училиште за англиски јазик YES. Светскиот тренд на свилени трепки во салон Ксантика. Дефиниран таинствен и впечатлив поглед со најгламурозната и најтрајна метода за екстензија. Густи и долги трепки со совршен природен изглед. Заборавете на маскарата. Салон Ксантика. Ладна зима, топол дом. Кармен Бау Центар ви нуди камини од програмата Фабиго по неверојатно ниски цени. Одберете го вашиот омилен модел: Крека, Робот, Ларго, Хера, Блек или Класик по цени од 5.990 до 15.990 денари. Кармен Бау Центар за топлина во вашиот дом. Стариот добар рибен ресторан, сега Fish and Lunch Bar Лихнидос, со нов амбиент, уште попривлечен за нашите гости. Располагаме со 8 луксузни апартмани, кои представуваат спој на традиционалниот и модерниот дизајн. Остануваме најпрепознатливи по рибните специјалитети, но и специјалитетите од македонската национална кујна. Ланч бар и апартмани Лихнидос во срцето на Охрид, на самиот градски плоштад, на само неколку метри од Охридското езеро, каде сончевите зраци ќе ве галат и гушкаат, додека го пиете утринското кафе, а навечер ќе уживате во звуците на македонската чалгиска песна. Лаунж бар Конект. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Произведуваме метални каси за собни врати, комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и хитот во модерната архитектура, стаклени фасади. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани, индустријска зона Мороишта, Струга. Образовниот центар Кловер врши упис за курсеви по странски јазици, македонски и математика, врши секако вид на преводи, подготовки за полагање за интернационални сертификати за англиски јазик, издава потврди за познавање странски јазици и врши подготвителна настава за матура. Цени од 550 до 950 денари месечно, а нуди попусти за плаќање однапред, за упис на повеќе курсеви и за организирани групи. Образовен центар Кловер.
Краток одмор, продолжуваме ние со нашиот разговор. Сигурна сум дека е интересен за нашите гледачи. Рековме дека психолозите и педагозите и тоа како ни се потребни во нашите установи, посебно во образованието, но исто така кадри кои што ни се потребни, за жал, се повеќе во последно време, затоа што се повеќе дечиња имаме кои што имаат потреба од нивните услуги, а кои што пак од друга страна слабо ги имаме, се дефектолозите и логопедите. Што можеме тука да направиме? И оној кадар кој што го имаме некако години чекаше на соодветно вработување, а реков дека имаме потреба. Има многу дечиња кои што имаат потреба од дефектолог или од логопед, имаат проблеми во говорот, а кадар имаме, но не на соодветно место. Така е. Тоа се соочуваме во секој аспект, да речеме, од психичкиот живот. Кај нас многу повеќе се става внимание на материјалната страна, на, да речеме, како ќе се облечени, што ќе има за јадење и такви работи, почнувајќи од градинките па нагоре. Но многу малку внимание се посветува на психолошкиот живот на самите деца, а тоа секако рековме преска дека влијае понатаму врз начинот на живот и во каква личност ќе се претвори. Значи, децата се соочени уште мали и суров е светот, кога некој ќе има пелтечење или ќе има, не ќе знае да изговара некоја буква, па осудени се од страна на околината, односно од соучениците или во градинката децата кои што се наоѓаат, се на удар. Постојано исмевање, зафркавање со нив и, значи, она што е важно дека самите воспитувачи во градинките треба да преземат активности, да вршат и на еден вид толеранција кон таквите деца, односно да не се истакнуваат негативните, да речеме, аспекти на она што се случува, сепак тоа е нешто многу нормално и нешто многу прифатливо, само една добра интервенција па би било се како што треба и да се форсира толерантност, едно мировно однесување, не насилно однесување, сепак тоа зависи од самите воспитувачи, како и она што рековме и во семејството. Значи, аспектот и ставовите кои што го имаат во домот исто влијае врз тоа како детето ќе го прифати некој кој што е со некаков, да речеме, недостаток, кој носи наочари, кој е дебело или кој е многу слабо, кој е датка, кој има некој недостаток, тешкотија во изговарањето на некоја буква или од друга националност, и сите тие работи треба да се земат во предвид и да се учат на толеранција и да прифатат не само наставниците, значи воспитувачите, туку и родителите исто така. Тука исто, како што споменавте, освен психолозите, педагозите, би било добро да бидат вклучени дефектолозите и логопедите, па со една заедничка работа да дојде до подобрување на сликата на самото дете, кое што ќе влијае врз неговата самодоверба и понатаму во развојот во текот на целиот живот. А од особено значење во овој период. Така. Ретко, значи, можеме да сретнеме ваков кадар во училиштата. Сега неодамна во некои училишта од градот добивме логопеди и дефектолози, а во градинките ги нема. А рековме од најрана возраст треба тоа да се направи. Повторно ќе се навратам на она прашање колку пак родителите самостојно бараат помош од ваков кадар. Родителите бараат помош тогаш кога веќе ќе се соочат со проблемите кои детето се соочува со проблеми. Ви викам во оние ситуации кога мисля дека има време, ќе помине, тој развоен период и ќе се преземат активности други, па самото ќе го преброди, но најдобро е тоа кога колку што може порано, толку подобро да се воочи и да се преземат било какви активности. Тука нема срам, нема осудување, сепак се работи за доброто на нивното дете и она што треба да му го направат е да му помогнат понатаму да живее еден нормален и прифатен живот. Така, како еден заклучок од овој наш досегашен разговор, значи имаме еден круг
каде што се вклучени сите, и родителите, и децата, и стручниот кадар, и наставниците, за да успееме да направиме од едно дете успешна личност, без разлика на тоа дали има некаков проблем или не. На секој дете му треба поддршка и да му се даде на ветар во плеки за да може да оди понатаму, да оди напред. Сега живееме во едно современо време кое што си носи своји позитивности, но и негативности. Знаеме дека децата се повеќе се зависници, а и родителите, морам да признам, од социјалните мрежи и некако се сведе на тој виртуален свет и живот. Децата веќе како да не живеат во реалноста, туку во некој имагинарен свет, замислен и колку Фејсбукот може да биде корисен, но колку и е штетен. Така е, самата модерна технологија што ни е на достап, со сите своји позитивности што ги носи, секако има и некои негативни аспекти. Значи, не станува за пореметување ако се користи Фејсбук, така и другите, било која друга социјална мрежа. Станува психолошко пореметување во оној момент кога се губи реалноста, кога веќе социјалните односи се заменуваат со односите во тој виртуелен свет. Кога станува реалност само виртуелниот свет, а нема веќе соочување со надворешната средина. Значи, тука денес особено, заради сите имаме мобилни, на кои што мобилни ги имаме достапни, интернет сме во било кое време достапни и од секое место ние можеме се да направиме на Фејсбук и да им покажеме и на било која друга социјална мрежа, да покажеме што правиме, како правиме, дека прославуваме роден ден, дека сме некаде на гости, дека се родило новороденче, па дека ги ставаат сликите од, значи, само првите неколку моменти што се родило некое бебе, па се ставени на достап на јавноста, потоа секој роден ден понатамошен, првите чекори, одењето на училиште, свидетелствата. Значи, оние интимни моменти веќе стануваат јавни. Јавно, за сите, достапни за сите. Се до, да речеме, до нашата смрт, каде што е целиот наш живот веќе е окупиран, е поставен во виртуелниот свет. Тоа понатаму носи реперкусии, веќе сите знаат што се случува во животот на некој. Значи, животот не останува скриен, туку напротив, веќе е јавен за сите. Што треба да внимаваат родителите кога постапуваат со своите деца, значи да не објавуваат слики постојано на социјалните мрежи, да не ги изставаат своите деца на изглед пред сите, затоа што тоа може да има понатаму реперкусии врз нивниот стил на живење. Може би утре некој од тие фотографии ќе им влијае да не се запишат на факултет или да не го примат на одредено работно место, бидејќи сето тоа е јавно и тоа останува запишано таму и никогаш не може тоа да се отргне од тој свет и е достапно, како што рековме, на сите, така што може да има негативни, иако се сметаат тие за позитивни работи, но може да има многу негативни работи понатаму во животот на еден човек. Постојаната борба за добивање што повеќе лајкови, што повеќе да се зголеми популарноста на интернет, ги прави децата, посебно адолесцентите, ги прави особено активни во таа сфера, веќе се избришани сите вредности, колку погола слика, колку погола, веќе нема никакви вредности, сите морали, сите, да речеме, норми на нормално живење и вредности се занемарени и се повеќе на достап голотијата, се поголемата откаченост е нешто кул и сите работи, тоа се вреднува многу повеќе и тоа самиот надпревар меѓу, да речеме, овие адолесцентните особено, предизвикува да прават несмислени, нерационални активности на социјалните мрежи, што секако тоа влијае врз околината, влијае врз самите деца други, влија исто така се под влијание на оние ние ги викаме онлайн грабливци, кои што постојано ги демнат таквите, значи во тој еден ранлив период, ги демнат децата и ги наведуваат за
со своји лажни профили на интернет ги наведуваат на некои активности што после ги доведуваат до заемна средба очи во очи, каде што ги искористуваат во однос на сексуално малтретирање и такви работи. Сега не можеме ние да се оттргнеме од она што ни го носи современието. Мора времето си течи, си носи со себе се она што ни го носи, но како да ја најдеме мерката? Како да најдеме некаква средина? Значи, рековме, ако се користат овие социјални мрежи паметно, може да бидат и корисни. Так. Но докаде е таа граница? Како да се најде таа граница за користењето на социјалните мрежи да не предизвика психолошки проблеми кај една личност? Дали е тоа дете или е возрастна личност? Зборуваме повеќе за децата, но тука правиме еден сплет со возрастните, затоа што и тие многу пати може да бидат жртви. Така е. Така, денес сме достапни на сите, секогаш и во било кое време, на било кој начин. Сите може да откријат каде сме, што правиме и може да се соочиме со нив. Така... Како да си го контролираме тоа? Дали можеби ние сме тие всушност што на другите им го даваме така тоа. Можноста да дзирнат во нашиот свет. Да. Колку што ќе им дадеш, толку тие ќе примат. Како тоа да го избалансираме? Па треба да постои една умереност. Не мора сите се и секогаш да се знае, не мора во секое време се да се споделува на социјалните мрежи. Луѓето сакаат да прикажат една слика на социјалните мрежи такви какви што тие самите сакаат да се замислат. Значи не е тоа какви се, туку какви сакаат да ги гледат од страна на другите. Желбата за позитивни коментари, желбата за комплименти, за зајакнување на сликата која имаат за себе ги поттикнува на таквите активности. Значи, прикажување дека тие живеат еден убав живот, дека сето тоа, дека сите треба да им завидуваат, дека тие убаво изгледаат, дека се успешни, постојано дека нешто прават во својот живот, а со тоа можеби и бодат очи дека сакат во позадина да зацкријат нешто или прикажуваат да речеме еден изглумен живот, покажуваат на социјалните мрежи. И ова што реков и за соголување и потребата за прикажување на така провокативни фотографии на интернет е еден апел за помош. Значи, сите тие работи треба да се земат во предвид и треба да се стави малку рационалноста во игра, да се мисли на самиот себе, да сликата што ќе се остави пред другите, а не само чисто препуштање на добивање на популарност и стекнување на се поголем број на лајкови и слични такви активности. Дали вие како психолог, доколку бидејќи сите имаме речиси можност да пристапиме до сечи профил, некој повеќе, некој помалку, но сепак скоро се ни е достапно. Доколку приметите дека кај некоја личност преовладуваат вакви фотографии како што сега споменавте или многу често става фотографии од својот личен живот, што наведува пак дека има некој психолошки проблем. Може би ја познавате личноста, може би не. Може би познавате некој од незиното блиско обкружување. Дали би се осмелиле да прокоментирате, да изреагирате, да сугерирате, да некако пристапите до тоа лице и да му кажете дека тоа не е добро и дека за тоа се крие некој подлабок проблем и да пробате да навлезете во што е работата? Да, во мојот приватен живот тоа го правам често. Исто така во околината каде што имат мали деца, исто така секогаш им сугерирам да не ги стават сликите постојано да стават слики на интернет, затоа што е многу честа појавата на овие луѓе кои што ги демнат малите деца. За жал денес се повеќе им се достапни тие слики на
оние луѓе кои што, да ги речеме, педофили кои што се, и кои ги искористуваат на различни начини, а ние можеме и да не знаеме дека тоа се случува со сликите баш од нашето дете, а тоа всушност и се случува некаде. И заради тоа секогаш им сугерирам на моите блиски, околината, да прифаќаат пријатели кои што им се познати, да не прифаќаат било кој и да не ги ставаат постојано слики од нивните деца. Така. Еве, ова нека биде совет за сите. Да, значи ние како родители да сме побудни, да пратиме што прават нашите деца. Децата и меѓу себе може да си дадат некои добронамерни совети, да не се поистоветуваат со некои личности кои што живеат во некој свет кој што за нив е далечен и имагинарен, туку да живеат во онај реален свет. Рековме дека виртуелниот не можеме да го одбегнеме, но сепак подобро е вака разговор очи во очи, друштво и дружби помеѓу врсниците и она се што приликува на нивната возраст. Да. Некако ќе се бориме со ова современие, со се она што ни го носи, со сите предизвици, позитивни и негативни. Апсолвирана тема многу пати, но има и уште да се разговара и материјал за работа. Сега од еден друг аспект го гледаме, од еден психолошки. Веќе се приближуваме кон крајот на емисијата и нема да го изоставам прашањето, да ве прашам како е чувството да сте декан на еден факултет, така млада личност, а веќе една година сте на првата фотелја на Факултетот за општествени науки во Гостивар. Одговорност е голема, самата професија носи голем предизвик за мене. Се соочив со многу различни ситуации и ова го прифатив како еден голем предизвик за мене, како една скала многу високо што ме натера да одам напред и ме охрабри себе си за постигнување на различни активности, за напредок во мојата научно-истражувачка работа, како и помош на децата за поттикнување и давање еден пример од самата себе за тоа како со труд и со мака може да се постигне да се дојде до една добра позиција. Ви се јави ли страв? На почетокот морам да кажам, да. Сепак сум психолог, ама пред се сум човек и нормално е дека се соочуваш со тука и законски нормативи, со нови предизвици, со различни реперкусии, притисоци од сите страни, но тоа ми даде уште повеќе сила за напредок. Така, како функционира факултетот? Факултетот... Колку студенти имате и од каде се студенти има? Универзитет Целиот универзитет има 5 насоки, предфакултети. Факултет за архитектура, факултет за економски факултет, за правен архитектура и општествени науки. Во рамките на Факултетот за општествени науки имаме смерот психолошко советување и усмерување, каде што се обучуваат кадри кои што понатака може да работат во било која институција, нудејќи ги тие своји психолошки услуги на сите и е доста добра програмата, е во склад со различните европски стандарди и во рамките на факултетот имаме акредитиран универзитет, целиот универзитет е акредитиран на 3 јазици, англиски, турски и македонски. Пред се имаме турски студенти кои доаѓаат од Турција, но и овдешни секако. И имаме и магистерски студии, каде што исто така се акредитирани на овие 3 јазици и е дипломата општо призната и интернационално признаена. Така. Ви посакувам многу успех. 4 годишен мандатот ви е? Така, да. Имате уште 3 години за докажување и за да си го трасирате вашиот пат, да оставите белег. Имате голема одговорност, бидејќи сте прв декан и се почнува од оној кој што е. Како што рековме на почетокот, дека почетокот е. Затоа го враќам, да. Крајот го донесувате напред. Да, со почетокот направивме еден спој. Бидејќи мене ова ми е прва емисија во ова нова сезона, искрено да ви кажам, пред да започне емисијата размислував која сезона ми, ама не знам точно. Емисијата под лупа веќе некаде 10 години оди и мислам дека овој почеток ме охрабри за
уште понатам. Да, уште понатам. Баш ми е мило и многу големо ми беше задоволството, особено со тоа што вака многу комплименти ми дадовте и понатака дека емисијата ви стана бренд на оваа телевизија и понатака мислам дека е една од најгледаните и дека понатака уште повеќе ќе доживеете успеси. Благодарам. Комплиментите се секогаш добредојдени и велат да се прифатат без поговор. Ќе ги прифатам и јас вашите, но верувајте и оние кои што ги упатив не се комплименти, туку вистина. Благодарам.